Значи стоите сите тука да излезам на чука. Рамадановски фикрет. Бараме пропусти за ромите. Пропусти за ромската популација. Како што зна да дојде од дома да не мола и со коли да не сема за да седа на столо, нека дојде сега да види што се случува, пошто не остаја без леп. Како прво, ние имаме сила да купиме кола од 300-400 евра, за дојме по џубрина. Во Лајна вајчаме со раци да заработиме леп. Сега го воводеа законот за ромската популација, како што сме слаби, да не можеме да заработиме леп. Ние зема колата и остануваме дома голи без гајки. А нашиве деца што школуваме, што бара Македонија да дојде нашите ромски деца со школување да унапредува. Сега не може ни зрно лепче да касни, пошто нема. А ние овде идиме гладни сме. Со тие коли заработуваме ние парчеле. Не може да се вози без водач. Затоа ние сме против. Како што било до завчера, бараме истото да се повтори, тој закон да продолжи. Да не ни одзема коли. Возачка нека не касни на прекрашок, пошто нашата сила ромска популација, сегде ни свето, ние немаме сила. Додеме по затвори. Или нека ни да пропусти, за да правиме возачки. Нека ни да, некој нема завршено школо. Нека да устно прашање, нека состава некој начин неписмените да може да положа. Тој може не е писмен да чита. Ама има во глата појак и од тој што е возачка. Денеска ќе протестираме до 8 сато. До 20 часа. А од утре ќе најавуваме да се продолжи за секој ден, се док не дојде некој надлежни поголеми во владата што седа скрсно се, да дојде овде да се договориме. Јас сум Ерсат Рашидовски од градот Прилеп. Ние овој протест на мирен начин го протестираме. Сакаме овој закон да се укини. Значи тие нормално нека си барат возачка дозвола. Значи коливе да не се одзема. Значи ние од тие коли живееме. Имаме по 4-5 деца имаме. Ние како ќе ги раниме? Плаќаме струја, вода, ти ми рече, значи ние како ќе преживееме? Социјална помош земам јас лично. Јас земам социјално лично 6.000 денари. Јас како можам со тие пари јас да ја прехранам мојата фамилија? Јас сум дома 6 души. Како ќе правиме? Значи ова не е добро за сите, не само за нас. За роми, за турци, за албанци. Тоа нема врска, значи пола Македонија нема возачки. Ние од тоа живееме. Мора да постојат санкции за тие што немаат возачки. Нормално, значи има народ некој што не е писмен. Значи нека не ги одзема возилата. Сакаме да бидат како што си беше. Значи тоа е од мене.